Короната, економската криза и новите цени на енергенсите претежно не се пречка за добро работење на големите синџери од супермаркети. Тие продаваат повеќе од било кога, зашто сведочат и изголемените приходи, но и профит. Официјалните податоци велат дека за нив ова е срекно време на работење во услови кога многу сектори умираат, а луѓето остануваат без работа или бегаат од државата. Последните службени податоци најдобрата позиција според прометот и понатаму му ја отстапуваат на Каммаркети, кои уприходиле рекордни 170 милиони евра, низ 14% зголемен промет и на крај со 4,9 милиони евра добивка. Добро познатиот Тинекс има 5% повеќе промет, 96,9 милиони евра промет и 3,6 милиони евра профит. Идентично на овие два големи бренда е и состојбата со непознатиот малопродажен синџер во регионот Кидго. Тој своите рафтови во време на криза ги полнил за 3% повеќе, а добивката му е 2 милиони евра. Дали овие добивки коинцидираат со народните критериуми за пари и тоа во време на голема криза? Не е нормално. Не, никако. За мене тоа не чини. Ма како формално тоа не е нормално? Како? Нормално. Не е истина, пошто на трпим ние за лепо, он ќе пуним пари ќе прави. Оно што граѓаните го мислат, државата веќе реши да го направи, односно на трговците им ја ограничи маржата. Еве зошто. Од 2020 има нето профит 4 милиони евра. Другиот 2 милиони евра, помале. Другиот има 8,5 милиони евра. Треба да се има во предвид дека во време на пандемија, кога беше најлошо, сите овие беа поддржани директно од страна на државата, директно и со плати и со све. И ние секогаш сме повикале на солидарност. Колку од граѓаните ќе бидат задоволни е неизвестно, но факт е дека дивиењето на цените за одреден период ќе се спречи, што за трговците пак не е добра одлука. Иако дискусиите за лошата состојба, кризата, немањето пари, безработицата и слично, никогаш кај нас не биле отсутни. Сепак, статистиката вели дека луѓето за храна најмногу пари потрошиле во последните 2 години. На ниво на држава тоа е промет кој брзо се доближува до милиарда евра, што пак ги отвара вратите на други големи брендови. Вистинска конкуренција и пониски цени.